Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Тетовци излегува на протест на улица Индустријска во Тетово, бараат побезбедни улици за пешаците. Импровизирани живеалишта покрај гостиварската патарина, животната приказна на 3 ромски семејства. Викендов санкционирани 157 лица кои ги управувале возилата со брзина поголема од дозволената. Тетовци излегува на протест за побезбедни улици за пешаците. Жителите кои живеат во близина на булеварот Индустријска велат на оваа улица се вози многу брзо, а нема и соодветна сообраќајна сигнализација. Бараат поскоро решавање на проблемот за да нема повеќе жртви во сообраќајни незгоди. Само на оваа улица, булеварот Индустријска во Тетово, минатата година во вкупно 50 сообраќајни незгоди, се повредени 14 пешаци и 1 велосипедист. Последната жртва, 6-годишно девојче, кое загина пред неколку дена, ја прели чашата за жителите на околните населби. Тие денес излегува на заеднички протест. Велат дека тука се вози многу брзо, а нема и соодветна сообраќајна сигнализација. Постои голема опасност и за учениците од основното училиште во близина. Не автопатова, па да се вози до 150 возат тука. Секој ден ги гледаме. Децата одат во школа, старците во џамија. Значи, ова е движен пат сега. Овде е 40, а овде се води 100. Па и некој 120 вози некој. Сега полицијата имала контрола 2-3 дена, ама не е само еден ден. И во возачите, и во пешаците, и во родителите, и во сите сегменти вината е секој пат. Никој не ја прима како таква, ама вината е во сите страни. Демонстрантите апелираат до возачите да возат повнимателно, а до надлежните упатија неколку барања. Поставете грбки на патот, физичко делење на целиот индустријски пат и оставање простор за премин од едната и другата страна само преку постојните премини. Со подигнување на пешачки премини на повисоко ниво од асфалтот, со вертикална и хоризонтална сигнализација, како и со нивно осветлување во текот на ноќта. Прашањето за надвозник на основното училиште Кирил и Методи треба да го разгледаат надлежните органи. Жителите кои денес излегува на улица велат дека нема да се откажат од нивните барања. На надлежните им даваат рок од 2 недели да излезат со конкретни стратегии за регулирање на ова прашање. Во спротивно, повторно ќе излезат на протест. Во импровизирани живеалишта покрај гостиварската патарина без никакви услови и без примања, животот го крпат 3 ромски семејства. Ниту едно од дечињата не оди на училиште, а честопати, поради сиромаштијата, денот го поминуваат гладни. Во шатори направени од најлон, среде кал, во влага и бедотија, со празни стомаци. Вака животот го крпат 3 ромски семејства близу гостиварската наплатна рампа. Ниту едно од 7 дечиња колку што ги има во импровизираните живеалишта не оди на училиште. Нивното секојдневие се гладот, студенилото, сиромаштијата, далеку од безгрижната детска игра, под секое човечко достоинство. Нашата екипа утрово ги посети овие семејства, да ги сослушаме и пренесеме нивните маки, со надеж дека хуманите луѓе и институциите ќе се активираат да им помогнат. А имаме деца мали, гледаме, спиме у вода, еве вода тука, ни капа цел шатор, никој не ни помогнува. Какви услови има тука? Државава ни помогнува нешто? Ништо, каква држава? Не го признаеме ние во држава. По шатори некој има коли возат од 300.000 евра, а ние леп немаме денеска да јадим. Од каква помош во? Нема помош, нема услови. Ни Скопје, ни Гостивар, ни цела Македонија е тоа. Нема услови тука. Ја имам 2 деца, уштенно чекам напад. Иде, и тоа машко, чекаме дете. Машко, му требали услови, куќа му требали? Јас сум пораснал 20-23 години у шатор сум живеел. Ни од мајка, ни од татко помош. И он немаше, што ќе ми помогне? Нема услови.
Овие луѓе велат дека во најлонските шатори покрај патарината во Гостивар живеат околу 4 години. Кажуваат дека немаат лична документација и не примаат социјална помош. За парче леп се снаоѓаат собирајќи старо железо, пребарувајќи по канти и со питачење. Дечка количка ќе земам, ќе однесам до ѓубриња, ќе шетам по канти, ќе одам по отпад, ќе продавам 200 динара, 100 динара, а во веќе мусколите не одат на ноисте. Не една ден, не 2 дена. Ова е секој ден, значи со години. Некогаш просиме, некој не пцуе, но надуа издосадени са народот, веќе оддавајне, а државата ништо не помогнува. Пак береќат народот што ни дава. Кој 5 денара, кој 10 ни помогнува важно. Дават нешто. Алтар, кој зборуваше јавно во име на сите од семејствата, вели дека најважно е да им се помогне во обезбедување на прикладно живеалиште. Децата да почувствуваат што значи топол дом, без страв дека од некаде ќе дува, тече вода или пак опасност нешто да им се сруши над главите. Бараме да ни дават некој место или некој стан, да може да живееме, не вака да живееме да изумриме. Тие не са многу луѓе, а има и у други градишта вакви луѓе, што се сиромашни, бедни, ама посредени, имат куќа, имат место. Може јас да се снајдам денеска 2-300 динара да си ги ранам децата, ама кога ќе капе водата, каде ќе ги носам тие деца? Доколку некој поединец или фирма има волја да им помогне на овие семејства, може да се обрати до нашата редакција за контакт. Министерката за култура Ирена Стефоска денес оствари средба со градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи. На средбата разговарале за продолжување на меѓусебната соработка и состојбата на објектите на културата во регионот. Ја искористивме приликата за да разговараме за состојбата во однос на културните објектите на културата, на активностите поврзани со културата и нормално имајќи го предвид фактот дека во време на пандемијата имавме повеќе проблеми во однос на функционирање токму на овие агенти. Тоа што за нас како град е особено важно е добрата соработка која ја имаме со институцијата Министерство за култура, за која се заблагодаруваме и нормално го искажавме уште еднаш нашиот интерес за да завршат што побрзо работите во однос на градењето на новиот театар и библиотеката, која е една голема потреба на градот и нормално заедничката соработка во сочувувањето на објектите на културата во целиот град. Остануваме отворени за понатамошна соработка. Тетово е голем град, големи се потребите на луѓето, на граѓаните на Тетово. Во секоја сфера од културата, од тие причини, оваа година продолжува во следна фаза новиот објект, театарот и библиотеката влегуваат во следна фаза и веруваме заедно со другите институции, тоест пред се Министерството за култура и надлежниот тука директорот, и да не повторам и другите институции, дека за оваа година ќе биде реализиран делот од фазата проектиран за оваа година. Продолжуваме се разбира и следните години. Нашата цел основна е во најбрз можен рок да се заврши овој прекрасен објект. Државната матура е изборна, ние сме должни да ја овозможиме. Ова го истакна министерката за образование и наука Мила Царовска во врска со бојкотот на државната матура од страна на одреден дел од матурантите. Еден дел од матурантите се уште ја бојкотираат наставата. Обврска на Министерството за образование и наука е да се обезбеди правото на полагање на матура, посебно на оние ученици кои сакаат да го продолжат своето образование во високообразовни установи во нашата држава и надвор од неа. Истакна денес министерката за образование и наука Мила Царовска. Со Бајлево имав состанок со сите директори на средните училишта, нема бојкот во 70%, тоа е така. Тоа се, да речеме,
бидеме дел од ученици, но важно е дека нашата обврска како Министерство за образование и наука, исто така и на општините кои што директно менаџираат со средните училишта, е да го обезбедиме правото на учениците кои што сакаат да полагаат матура. Учениците кои што не сакаат да полагаат државна матура, имаат можност согласно концепцијата за матура да полагаат училишна матура, токму таму има 2 предмета и проектна задача. Од Министерството за образование и наука ги повикаа матурантите кои бојкотираат да се вратат на настава. Полицијата во текот на викендот контролираше со која брзина се движат возачите на автопатите во Тетовскиот регион. Санкционирани се 157 лица кои ги управувале возилата со брзина поголема од дозволената. Од МВР велат дека ваквите засилени контроли даваат ефект, односно бројот на сообраќајните незгоди е намален. Мобилната единица за безбедност во сообраќајот при Министерството за внатрешни работи и полициски службеници од полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово викендов спроведува засилена акциска контрола во Тетово и Тетовско и на автопатот Скопје-Тетово, при што санкционирани се вкупно 157 возачи кои возеле со брзина над дозволената. Од нив најмногу, односно 93 прекршоци, се констатирани на автопатот Скопје-Тетово, а останатите на подрачјето на Тетово. Од МВР велат дека ваквите засилени контроли даваат ефект, односно бројот на сообраќајните незгоди е намален. Евидентно е дека во време трајањето на овие засилени контроли имаме намалување на сообраќајните незгоди. Во ноември 2020 споредено со претходниот ноември имаме намалување на бројот на сообраќајните незгоди за 21%, а во декември 2020 споредено со претходниот декември имаме намалување за дури 23% на сообраќајните незгоди. Апелирам до граѓаните на Тетово, до граѓаните на Гостивар и до сите граѓани на Република Северна Македонија да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи и на тој начин да придонесеме за безбедноста на улиците и патиштата. Особено да внимаваме на брзината, затоа што брзината е еден од клучните фактори кои што влијае за сообраќајни незгоди со тешки последици. За видеата на социјалните мрежи во кои возачите возат со голема брзина, од МВР велат дека соодветно се санкционираат. Постојано ги санкционираме сите прекршоци, меѓу другото и овие за кои што прашувате. Значи, токму затоа и сме присутни особено на автопатиштата и ги санкционираме овие прекршоци. За сите кои што ќе го прекршат законот, следи соодветна казна. Засилените сообраќајни контроли продолжуваат и во наредните денови. Угостителски објект Чајджилница во Тетово е затворен откако во него биле затекнати 5 лица по дозволеното работно време. Полицијата информира и за физичка пресметка на улица Борис Кидрич во Тетово. Слушнете ги деталите. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 56 лица, 29 од Тетово и 27 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 16 лица од Тетово изготвени им се нови решенија за изолација од државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 151 лица од Тетово и 105 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера вечер околу 22 часот и 30 минути полициски службеници лишиле од слобода 59 годишен тетовец, чиј угостителски објект Чајджилница на улица Ленин во Тетово работел по дозволеното време и во него престојувале 5 лица. Тој бил задржан во полициската станица Тетово и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок по член 206 од Кривичниот законник за сторено кривично дело, непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Вчера вечер околу 20 часот и 15 минути полициски службеници лишиле од слобода 18 и 27 годишник, двајцата од Тетово, кои претходно во и надвор од угостителски објект на улица Борис Кидрич во Тетово физички се пресметувале. Во меѓусебната пресметка едниот од нив според пријавеното користел стаклен предмет. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово и против нив ќе следува соодветен поднесок. Вчера околу 15 часот и 20 минути полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 31 годишна гостиварка, која претходно физички го нападнала нејзиниот поранешен 33 годишен сопруг. Според пријавеното, во нападот таа користела и тврд предмет. Се презимаат мерки за расчистување и документирање на овој случај.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.